И причинува посебно задоволство да видам учесник на денешниот еднодневен форум, како предвидена активност од оперативниот план на меморандумот за соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, која се однесува на младите и младинските политики. Вреди да се истакне дека ваквите и слични активности се повеќе од потребни. Од проста причина што на сите можни полици, па и во делот на нештата кои имаат допирни точки со младите луѓе, диалогот тежи многу повеќе од монолог. Тоа значи дека размената на добри практики за децентрализирање на политиката за млади и интензивирање на соработката на полето на млади и младински политики, како тема на дискусија на овој форум е полн погода. Зашто организаторите од Агенцијата за млади и спорт заслужуваат истински похвали и честитки. Според одредени квалификации и номенклатури, во различни европски земји постојат различни возрастни граници во кои спаѓаат младите луѓе. Некаде таа граница е 28 години, на други места е 32, а некаде и до 35 години. Неодамна јас наполних 32 години, па си давам за право да се наречам себе си за млад. А впрочем, така и се чувствувам. Па така, покрај редовните контакти што ги има со сите млади луѓе од општина Струмица, градоначалникот Костадин Костадинов е во постојана комуникација со младиот човек Костадин Костадинов. И можам слободно да кажам дека таа комуникација се одвива непречено и на взаемно задоволство. Може би тоа ви делува помалку шеговито, но и целата поента во сето тоа е дека еден млад градоначалник најдобро знае да ги слушне суштинските потреби на младата популација во една општина. Во поглед на младинските политики што ги спроведува локалната самоуправа, може слободно да се каже, а без при тоа да се биде пристрасен, дека општина Струмица низ за години наназад е вистински пионер во државата во однос на грижата за младите, младинското организирање, зајакнувањето на капацитетите на младинското здружување, но и во можностите младите да бидат креатори на развојните текови на општината. Па така, без малку 15 години беше формиран Младинскиот совет на општина Струмица. Прв таков во Македонија, кој представуваше вистински урмек и за другите општини. Веднаш по неговото формирање започнаа бројни активности кои се одвиваа под мотото општина, померка на младите. Во текот на своето постоење беа реализирани бројни проекти, меѓу кои можат да се издвојат отварањето на првото изгалиште во Струмица, организирање на хуманитарни акции, хуманитарни концерти, организирање на младински кампови, младинска развојна со Италија, отварање канцеларии на Младинскиот совет во струмичките училишта, собирање и доделување новогодишни пакетчиња за лица со попреченост и низа други активности, а токму од Младинскиот совет произлезе и иницијативата за востанување на една манифестација наречена Струмица Open Festival, која се одликува со бројни културни и забавни содржини, а се одржува секој лето до ден денес, здобивајќи се при тоа со регионално, државно, па и меѓународно реноме. Карактеристично за Младинскиот совет е тоа што на чудесен начин успеа да ги обедини младите струмичани кои припаѓаа на различни политички опции и на тој начин да делуваат во интерес на младите, а не во интерес на партиите на кои тие припаѓаат и на идеологиите кои тие ги веруваат и веруваат. Од таквите вредности учеа многумина, учев и јас како струмички младенец. А дел од малата армија на млади луѓе подготвени да му дадат на градот и општината своји младешки перки. Во изминативе години следуваа и други активности и проекти на општина Струмица кои беа во насока на исполнување на потребите на младите граѓани преку поддршка на нивни иницијативи од повеќе области. Младински активизам, разни едукации, вклучување во проекти за меѓугранична, прекугранична соработка и многу други. Пред само 4 месеци општина Струмица преку буџетски средства возложи поддршка на стартап бизнеси за млади невработени лица за зајакнување на нивните капацитети заради почнување на сопствени бизнеси во оваа 2022 година.
На тој начин ги поттикнавме и охрабривме младите своите бизнес идеи да ги преточат во конкретни реализации на истите. Посебни ставки од буџетот на општина Струмица се наменети за културни и спортски активности на младите струмичани, при што финансиски се помагаат активни млади спортисти во индивидуалните и во колективните спортови. Од друга страна ги помагаме и оние млади кои што се занимаваат со културна дејност, како што се младите музичари, ликовни уметници, поети, писатели и други. Иако младите креативни луѓе пронајдоа своје каче во канцеларијата на Europe House во нашиот град, во која за само една година се реализирани 100 проекти. Сепак, во мојата 4-годишна програма за работа, предвиден е приоритетниот проект Владенски културен центар, кој ќе биде реализиран во оваа 2022 година. Верувајќи во капацитетот на општината, која ја водам, но и во капацитетот на младите струмичани, направив еден многу амбициозен чекор, аплицирајќи Струмица да стане европска младинска престолнина за 2025 година, како прва македонска општина која конкурирала за ова престижна титула. Иако Струмица беше најмала од сите европски градови апликанти, сепак успеавме да ја поминеме првата селекција, но мораше да се соочи со 18 други конкуренти од цела Европа, меѓу кои беа и градови како што се турскиот Измир, хрватскиот Дубровник, словенечкиот главен град Лјубљана, бугарскиот Бургас, италијанската Савона и други, па дури главниот град на Шпанија, Мадрид. Иако не станавме европска младинска престолнина, сепак не се откажуваме и ќе аплицираме за истата титула и за 2026 година. Се што правиме за младите, го правиме заради исполнување на нивните потреби, барања и предизвици со кои тие се соочуваат. За задоволување на стремежот кон повисок статус во заедницата и општеството. И конечно да запре негативниот тренд на иселување од своите родни огништа. Ако успееме во тоа, а јас сум оптимист дека ќе успееме, тогаш ќе заклучиме дека сме завршиле огромна работа.